Почитуван колега, министер за економија во владата на Република Македонија, господин Крешник Бектеши, почитуван собственик на Чагатай, господин Ахмет Кароглу, почитуван директор на ТИРС, господин Александар Младеновски, почитувани останати членови на менаџментот на Чагатай, почитувани останати представници на ТИРС, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Ми представува особена чест и задоволство денеска да присуствувам на отварањето на производството на оваа фабрика, на која што само пред 10 месеци присуствувавме на почетокот на град. Оваа фабрика е прва која што се пушта во работа по новите мерки на владата, односно по законот кој што беше транспарентно донесен и компанијата ќе ги користи бенефициите по тој закон, за кој што немаше договарање и за кој што важеа јасни и прецизни критериуми. Бројките, празник е секогаш кога зборувате за отварање на фабрика. Празник е за секоја држава кога се отвара ново производство. Само индустриализацијата на Република Македонија со повисок интензитет и со забрзано темпо ќе обезбеди подобар живот на граѓаните на Република Македонија. И тука бројките зборуваат немилосрдно. Кога зборуваме значи за економија, секогаш треба да зборуваме за бројки. А тие излегоа деновиве од статистика и многу јасно ги кажуваат трендовите. А трендовите се следни. Дека јули 2018 година, споредено со јули 2017 година, индустријското производство бележи раст од 8,4%. Ако земеме на ниво од јануари до јули 2018 во споредба со јануари до јули 2017 година, растот е 5,5%. Ова јасно покажува дека индустријскиот раст во Република Македонија ќе биде и е двигател на политиката економска на владата. Ние и понатаму ќе бидеме посветени кон сите отварања на нови фабрики и сакам само да ви кажам дека во наредниот период ќе бидеме присутни скоро секоја недела на или почеток на градба на фабрика или пуштање на производство на нова фабрика. Тоа е одговорот на сите критики кои што досега ги слушаме. Сакам само да ви го кажам и нивото на странски инвестиции. Денеска од Народна банка на Република Македонија испадни и официјалната статистика. Првото полугодие во Република Македонија во 2018 година има 327 милиони евра странски инвестиции. Повеќе од било кое полугодие од претходните 3 години. Или 215% повеќе од просекот од тие 3 години. Па јас мислам дека ништо подобро не зборува од бројките во економијата и не ги покажува резултатите. Сакам само уште да напоменам дека за една година владата успее да привлече 16 компании во Република Македонија да отворат фабрики. Тие 16 компании дојдоа врз база на транспарентните мерки и тие фабрики се сите во изградба. Сето тоа очекуваме да даде дополнителен раст. Растот на извозот од зоните во периодот од јануар до јули месец 2018 година во споредба со истиот период лани е 17%. Јас мислам дека пред бројките и боговите молчат, а овие бројки се апсолутно точни и потврдени од институциите на Република Македонија и тие се најдобриот одговор на било каков ефтин пиар. Сакам да кажам дека компанијата Чагатай Кабло е респектабилна компанија, која што има своји фабрики во Турција, а еве сега ние сме благодарни што тие отворија своја фабрика и во Република Македонија. Јас нив им посакувам да имаат добра иднина во Република Македонија, да имаат добра работна атмосфера и се разбира да постигнат добри економски резултати. Тие досега инвестираа 4 милиона евра и имаат над 80 вработени, при што во последна фаза, како што гледаме, има уште простор тука за машини, ова инвестиција треба да порасне до 6 милиона евра со 300 вработени. Трендовите кои што ги имаме моментално во државата, со возможноста на успешноста на референдумот и приклучувањето на нашата држава кон НАТО и Европската Унија, очекуваме само овие трендови да ги интензивира и да ги појача. Индустријскиот раст да бележи двоцифрени бројки во следниот период и со тоа ќе кажеме дека нашата цел е остварена. Сакам само да спомнам дека сите останати земји кои што се придружија на патот на НАТО и Европска Унија од нашето соседство и од Источна Европа
тоа го постигнаа. Ние очекуваме дека и Република Македонија ќе го постигне истото. Членство во НАТО и членство во Европската Унија значи многу, значи безбедност, значи стабилност, но пред се значи економија, пред се значи стандард и пред се значи подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија. Јас ја користам приликата во моje лично име и во името на владата, на компанијата Чагатай, да им посакам успешна работа, многу профит и многу берикет, и да им заблагодарам што дојдоа во Република Македонија и се надевам дека тие својата инвестиција само ќе ја шират и продолжуваат, а што се однесува до вработените, им посакувам да во оваа компанија си најдат своја екзистенција и да имаат, да тоа биде, значи, еден почеток на една нивна, стабилна економска состојба во нивните семејства. На сите им посакувам добро здравје и успех. Ви благодарам.